Денеска објавен огласот за владината мерка со која им се помага на младите земјоделци со 10.000 евра неповратни средства. Започна аплицирањето за програмата Млад земјоделец и ќе трае 1 месец, односно до 3 март. Оваа година предвиден е износ од околу 1 милион евра за младите земјоделци. Основни критериуми се носител на земјоделско стопанство да биде на возраст од 18 до 40 години и да биде евидентиран во единствениот регистар за земјоделски стопанства во периодот од 0 до 18 месеци од денот на објавувањето на програмата. Другите критериуми се слични со мерката 121, поднесувањето на барањата е по електронски пат, значи она што е потребно да дојде во просториите на агенцијата и да можеме да им помогнеме да го извршат аплицирањето. Финансиската поддршка согласно доставениот и одобрен деловен план се исплаќа по реализираните инвестиции во период од 1, 2 или 3 години. Како и секоја година, така и ова година, владата Република Македонија ги објави двете програми, односно станува збор за програмата за финансиска поддршка во земјоделството и програмата за финансиска поддршка во руралниот развој. Овие две програми се доста актуелни за земјоделските производители со оглед на тоа што се издвојуваат огромни средства за поддршка и развој на земјоделското производство, кој што во многу помага Република Македонија како дефинитивно аграрна држава со социоекономски и географски предиспозиции за развој на земјоделството. Над 33 милиони евра предвидува програмата за рурален развој за оваа година. Овие пари се наменети за земјоделците да го зголемат производството, но и за сите граѓани во помалите населени места да добијат подобри услови за живот. Програмата за годинава предвидува силна поддршка за земјоделците кои сакаат да инвестираат.